بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Nije بإذن الله تعالى će povtorimo isto od minatio ders poradi što minatio ders sme bile vo live, no ne se imat snimeno. Така што, значи, јас на крај, кога завршиме со дерсот, што треба да се внеси во сниманите дерсови, ми заприметив дека не се нема снимано, туку само бил директно во лайв, без да снимуват, и така што немавме се нигде снимано. Но биидниллахи таала, за да ги имаме тие хадиси, ќе ги повториме накратко, и потоа ќе продолжиме со новите биидниллахи таала. Бевме ние, значи, во бабу суджуди тилавати ва шукр. Значи, поглавие суджуд, сеџда на учење на Куранот и сеџда на шукр, за благодарност према Аллах субхана ва таала. Првиот хадис велит авторот Ибн Абдул-Хади рахимуллах عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فللنار. رواه مسلم. Во овој хадис кажуваат посланикот салаллаху алейхи ва саллам, кога човекот ќе читат еден ајет од ајетите кои имаат сеџда и учит сеџда, значи правит сеџда, тогаш шејтанота плачит и се критикуваат сами од себе си и велит, нему му се нареди на синот Адемов, му се нареди да прави сеџда и тој направи и за него ќе биде џеннетот награда, а мене ми беше наредено сеџдето, јас одбив и мојата казна ќе биде џехеннем. Овој хадис е во Сахих Муслим. И овде кажува, значи, вредноста на сеџдето. Вредноста на сеџдето која содржува, значи, кога човекот го прави тоа, кога чита, дали е тоа во текот на намазот, дали е тоа во фарзовите, дали е тоа во сунетите, или дали е тоа надворот намазот. Исто како напомнавме, дека правилното мислење во врска за сеџде тилава и шукр, значи сеџде за читање на Коран и исто за шукр, дека не е услов да се имат абдест. Значи не е услов да се имат абдест, туку можеш, значи да го правиш тоа и без абдест. Например, ти стига тебе една добра вест, една радосна вест и си негде на улица или негде си на работа, можеш одма да одиш на сеџда, да го славиш Аллах субхана ва таала и да му се заблагодаруваш. Следниот хадис, а тој од Абу Хурейра радијаллаху ан, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان متفق عليه. Во овој хадис кажуваат Абу Хурейра радијаллаху ан дека посланикот салаллаху алейхи ва саллам во денот на џума за сабав намаз ги учеше овие две суриња, сурату Сеџда и суратул Инсан. Ова е, значи, препорачливо за имамот во денот на џумата за сабав намаз да ги учит овие две суриња, сурату Сеџда и суратул Инсан. И во сурату Сеџда исто, значи, содржувата сеџда да се правите, сеџда да се учит, и тоа исто, значи, го практикуваше посланикот салаллаху алейхи ва саллам. Следниот хадис عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم
وسجد معها المسلمون والمشركون والجن والإنس رواه البخاري. Во првиот хадис кажува Зејд ради Аллаху ан дека тој учел, значи во присуство од посланикот салаллаху алейхи ва селем, учел сурату Неџм, кој исто содржува сеџда. И посланикот салаллаху алейхи ва селем не правеше сеџда. А во хадисот што истиот онма напомнат следниот од Ибн Аббас ради Аллаху анхума, дека посланикот салаллаху алейхи ва селем кога учеше сурату Неџм направи сеџда, Што значи, како што вели шејх Зејд рахимахуллах, дека од ова учиме ние дека сеџда на учење на Коран е посакано. Значи мустахаб, но не е задолжно. Значи ти ако читаш сега и идет од тие ајетите кои се спомнуваат сеџда и ти не правиш, значи не имаш никаков греф. Но ако правиш, имаш таа награда и си оследил сунетот од посланикот салаллаху алейхи ва селем. Од Халид ибн Маъдан ради Аллаху ан анна Расулаллах салаллаху алейхи ва селем قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين. Во овој хадис кажуваат посланикот салаллаху алейхи ва селем дека на суратул хадж имат две предности, две вредности, а тие се што содржуваат, значи во тоа сура две сеџдини. Значи се два ајети кои се прави сеџде. И тоа кажува, значи, вредноста на суратул хадж, Исто следниот хадис од Абу Хурейра ради Аллаху ан, дека кажуваат саџедна ма'a наби салаллаху алейхи ва селем фи ида сама иншақат вaqra бисми раббик. Значи во овие суриња исто посланикот салаллаху алейхи ва селем, значи правеше сеџде. Значи не само да мисли некој во оние долгите суриња, туку и во кратките суриња, ако содржуваат сеџда, правеше посланикот салаллаху алейхи ва селем. Исто во овој хадис, а тој во врска за сеџде шукур, за благодарност према Аллах субханаху ва таала, а тој е долгиот хадис кој го спомнавме последниот пат, кога посланикот салаллаху алейхи ва селем Халид ибн Валид го испрати во Јемен, а потоа не прифатија јеменците даветот од Халид ибн Валид, потоа го испрати посланикот салаллаху алейхи ва селем Алија ради Аллаху ан и го прифатија неговото повикување. И на крај, кога Алија ради Аллаху ан го извести посланикот салаллаху алейхи ва селем за тие луѓе кои влегоа во ислам, тогаш од таја радосна вест кој му стигна на посланикот салаллаху алейхи ва селем, отиде посланикот салаллаху алейхи ва селем на сеџда. Значи, што легитимира, значи, дозволувањето за сеџде шукр да се прави кога му стига на човекот радосна вест. Исто, во следниот хадис, дека Абу Бекр ради Аллаху ан, кога му пристигна за дека Елиемеме, едни од местата кои се ослободија од муслиманите, кога му пристигна таја радосна вест, добра вест на Абу Бекр Сидик ради Аллаху ан, правеше сеџде Абу Бекр ради Аллаху анху. Потоа бевме исто поглавието на салатул џама'a, поглавието, значи, на намазот, алейхи селам рахматуллах, намазот во џемаат.
Prvi od hadis беше od Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам вели: "Салатул джамаати афдалу мин салатил фадзи би 27 дараджа." Значи, посланикот салаллаху алейхи ва селам вели: намазот во джемаат е подобар, повреден од оној намаз кој човекот сам го кланет во неговата куќа со 27 пати. Со 27 пати. Следниот хадис од Ебу Саид ал-Худри би 25 дараджа. А во хадисот од Ебу Саид радијаллаху ан дека се 25. Значи 25 пати е подобар, повреден намазот во џамија од што да го клањаш сам ти дома. И исто хадисот од Ебу Хурейра радијаллаху ан кажува дека се исто 25 пати. Сега може некој да рече како е сега во хадисов на Абдулlah ибн Умар се спомнува 27, а овде се спомнува на другиве два по 25. Спомнавме тука дека Шејх Зейд рахимуллах вели: малите бројови влагаат под големиот број. Значи овде најголемиот број кој е влезен 27. Значи 25 исто влагање дел од тој 27. Како што направиме? Значи во минатиот дерс пример. Исто хадисот од Абу Хурейра радијаллаху ан, кој кажува дека посланикот салаллаху алейхи ва селам се колнеше во Аллах субхана ва таала дека сака да им нареди на некои луѓе да соберат дрва, а потоа да му нареди на некого да го викнет езанот и на други да ги водит во намаз, а посланикот салаллаху алейхи ва селам со некој дел од муслиманите да излезит и да им ги запалит, односно домовите на оние мажи кои не присуствуваат во намазот на џемаат. Значи, намазот во џемаат има огромна вредност. Огромна вредност што посланикот салаллаху алейхи ва селам дојде до ова заканување. И ова вреди само за владар. Значи, за владар кој имат власт, може овие работи да ги прави. Не значи поединци, индивидуалци кои немаат никаква власт во нивните раце. Значи, кога забележа посланикот салаллаху алейхи ва селам дека некој не присуствуваат во намазот на џемаат, тогаш сакаше дури да им ги запали на нивните домови. Значи, толку е огромна вредноста и позицијата на намазот да се клањат во џемаат, односно во џамија. И како што напомна Шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето дека заоставање намазот во џемаат е од огромните гревови. Освен само со шеријатско оправдање, како на пример да биде човекот болен, да не може да биде подвижен и слични работи. А иначе нема никакво оправдање. Следниот хадис, а тој од истот Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума, посланикот салаллаху алейхи ва селам вели: ла тамнау има Аллахи масаџид Аллах. Значи, немој да им забранувате на Аллаховите робинки, Аллаховите џами. Значи, кога сакате на жена да одит во џамија, немој да му забранувате на нејзи. Следниот хадис ан Зейнеб ал-Thaqafiyya имраати Абдилlah قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا رواه Muslim. Но во овој хадис од Зейнеб се кажува јасно дека посланикот салаллаху алейхи ва селам им рекол на жените: кога некоја од вас ќе присуствуваат во намаз џемаат, тогаш нека не допира таја никаков парфум. Значи, забрането за една муслиманка кога ќе излезе до нејзината куќа, дали тоа е за џамија да оди или за други приватни работи, забрането е на нејзи да стават парфум. И исто, значи, вели Шејх Зейд рахимуллах, дел од тоа забранување да не смеат да облакат облека кои паѓаат во очите на мажите, значи да бидат облеката незабележителна, не облека, значи, која е провокантна, не облека кој фарбата на таја облека паѓаат во очи.
Значи сите овие работи треба да се отстрануваат, треба да се држи далеку. И оној кој имат одговорност за неја, а тој е сопруго нејзин, или ако е черка, татко и нејзин и така натаму, тој треба, значи, овие работи да ги пази. Зошто? Тој имат према Аллах субханаху ва таала за неговото семејство одговорност. Следниот хадис, а тој е од Ебу Муса ал-Еш'ари ради Аллаху ан кал, кала Расулуллах салаллаху алейхи ва саллам, инна а'зами الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. Во овој хадис вели посланикот салаллаху алейхи ва селам дека највеќе награда имаат оние луѓе за во врска со намазот кои најдалеку живеат од џамиите, кои најдалеку значи чекорат до џамијата. А оној кој чекат намазот за да го кланјат со имамот, тој имаат поогромна награда од оној кој го кланјат сам и потоа легнуваат да спијат. Значи овде кажуваат вредноста од дењето во џамија, кој за еден чекор му се крева нему степените, со другиот чекор нему му се опростуваат, му се бришат гревови. Значи тоа е огромна вредност кој човекот треба, ама нието ти со да го има за тоа. Не само ти си одиш онаке одење, туку тоа одење да ти биде тебе ибадет. Значи зашто ибадетот не е само тогаш кога си во џамија ти, ибадетот е исто и во текот на одењето. Но ти треба да го имаш нието. Ако не правиш ниет, нема да бидеш награден. Нема да добиеш таа огромна награда. Зошто? Зато е станато обичај. Одењето обичај е станато. Исто, значи, наградата е поголема кога човекот го чекат имамот, иако закаснет, и овде се збори, значи, се подразбира за јацијата. Иако закаснет тој, подобро да го чекаш имамот и заедно со него да ја клањаш јацијата, односно ти да клањаш одма во самото влагање на времето и потоа да легнеш. Што значи исто тука дека намазот, ако не го клањаш во џамаат, е, значи, коректен, но со греф. Значи намазот како намаз на себе е прифатен. Не треба да го повториш повторно. Ама имаш греф за она што не си присуствувал во џамаат. Значи имаш греф за она пропуштање значи на џамаатот. Исто, и тоа беше ми се чини последниот хадис, не предпоследниот. Овој хадис од Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر. Во овој хадис вели посланикот салаллаху алейхи ва селам, оној кој ќе го слушне повикот, значи кој го слушне езанот, а потоа не идет во џамија, фала салата лаху, за него немат намаз. Немат намаз. Илла мин узрин, освен оној кој имат оправдање, значи шеријатско оправдање, како болест, како не можење да чекорит, немој да одит, немој да најстредство и така натаму, тогаш значи тој оправдан. А тој значи кој го слушат езанот и не иде, фала салата лаху, нема за него значи намаз, нема за него намаз. Потоа, последните два хадиси од минатиот дерс, а тие се дека Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума правеше езан во една ноќ која беше многу ладна. И на крај на езанот рече саллу фи рихаликум. Значи, клањајте се во вашите домови. Клањајте се во вашите домови. Што значи, во една ноќ или во еден ден кој е ладно, или кога имат многу дожд или снег,
то или имат она прашина, зашто тоа не го знаеме ние, не го познаваме тука кај нас, но во Медина се случуваат пример поради сахарата од големи прашања, алейкум селам, поради големи прашиња, значи се дига цела она песката и што потешко е и полошо е од маглата. Значи толку не се гледат и штетно исто и за очите. Значи оние луѓе кои се алергични, очите ги гледаш, оно им се црват. Значи им се встрвуваат очите зашто таа значи песка, значи им влагат во очите внатре. И тогаш значи имат инфекција добијат тој. Во такви ситуации, значи во такви околности, дозволено е шеријатски да човекот го клања намазот свој во неговиот дом. И тогаш е препорачливо за муезинот и да тој да ги извести народот да се клањат во нивните домови. Да, па тоа песочна бура, значи тоа од време на време идеш и во Медина се случуваше. Значи и тогаш во такви ситуации, значи имаш шеријатско оправдување за да останеш и да го клањаш намазот, значи дома. А потоа почнуваме со оние хадиси кои вечерва требаше да продолжиме. А првиот хадис е, се уште сме значи во баб ал-џама'a, бабу салат ал-џама'a. Поглавието значи намазот во џамаат. Велит авторот од Анас ибн Малик, еннаху суила ани ثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا متفق عليه. Анас ради Аллаху ан беше прашан за лук. Тогаш Анас одговори со говор од посланикот салаллаху алейхи ва селем. Рече дека посланикот салаллаху алейхи ва селем велит: кој јадет лук, и во ова подразбирање влагат исто и прас и кромит. Значи кој јадет лук, нека не се ближит и нека не се клањат со нас. Значи на оној човек кој има јадено лук, прас, кромит. И овие значи имаат таја интензивна мирис кога се живи, кога ги јаде човекот. Ако се тие испржени, искувани, тогаш нема некоја непријатна мириса. Значи кога збориме, кога ќе јаде тој значи лук, прас или кромит, така жив. Тогаш е забрането тој да се ближит во местата каде се клањаат муслиманите и со ним да клањаат намаз. Кажуваат Шејх Зеид рахимахуллах дека во овој хадис е аргумент за оној човек кој одит во една од Аллаховите куќи, тој требит да биде во најдобра состојба и ситуација, да му бидат неговите алишта, облека чисти, да биде неговото тело чисто, да биде неговата уста чиста, да биде неговата глава чиста, да има тоа него пријатна мириса. И не се дозволуваат во никој случај за тој да им наштетуваат на муслиманите во Аллаховите куќи. Значи се дел, значи од тоа наштетување е, на пример, јадење прас, кромит, лук. И исто ова им штети на мелачината. Зашто како што е дојдено во еден хадис од пегамберот салаллаху алейхи ва селем, дека на мелачината исто им штети она што им штети на синовите Адемови. И хадисот е во Сахих Муслима. Така што значи кога значи таја мирис што непријатна е да речеме,
на кромидот, на лукот, на празот, значи кога така мирисат човекот и му е забрането тогаш да не оди во џамија, тогаш како е, значи, со други непријатности, значи да одит во џамија, што им нанесуваат на другите, значи, и вознемируваат. Значи, со тоа работа, тој ги вознемируваат и инсовите и мелачината. Вели шејх Зеид рахимуллах дека оној кој влагат во џамија со непријатна мирис, тој му се спротиставил на посланикот салаллаху алейхи ва селам. Значи, оној кој влагат во џамија со непријатна мирис, тој му се спротиставил на посланикот салаллаху алейхи ва селам. Зашто посланикот салаллаху алейхи ва селам забрани, значи, да се јадат овие работи и да се влагат во џамија поради нивната непријатна мирис. Поради нивната непријатна мирис. Исто, вели шејх Зеид рахимуллах, она што е поголемо и понепријатно и повознемирливо од овие работи тука, а тоа се мириста на цигарите и мириста на шишата. Шиша. Знаеш нешто потребува шиша? Значи, тие работи исто се забранети за еден муслиман. Значи, кога пекамберот салаллаху алейхи ва салам ни забранил нас да не јадеме лук или прас или кромит и потоа да одиме во џамија, тогаш како е со врска со цигарите? Што цигарите имаат уште по-лоша мирис од тој лук или од тој прас. И таја мирис од цигарите, тој што пуши нон-стоп има таја мирис. Значи, тој не може да рече сега неке мириса, тој значи нон-стоп цел ден пуши. Цело време во пушење. Значи, тој таја мирис никогаш не може да оттргне од себе си. И дури неговите алишта мирисаат на цигари. Све мирисаат кај него на цигари. Неговиот автомобил на цигари, неговиот дом на цигари. Све мирисаат на цигари кај него. И тогаш, кога ќе се очистите од нив? Никогаш. Што значи дека не сме никогаш и да ги пушите. Се тоа, значи, е уште полошо, како што вели шејх Зеид рахимуллах, од овие напомнати работи кои се тука. А потоа следниот хадис عن زيد بن أسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنى وهو غلام شاب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنه لكم النافلة. رواه أحمد. Овде кажуваат Језид ибн Асвад дека тој си има клањато со посланикот салаллаху алейхи ва селам сабав намаз во Мина. И во тоа време Језид беше уште мало дете. Кога посланикот салаллаху алейхи ва селам заврши со намазот, довиде двајца луѓе кои не се клањаа со муслиманите. Тогаш ги повика нив и ги донесоа нив и ги праша што ве препрече вас да вие да се клањате со нас. Ти одговорија, ние веќе си имавме клањато во нашите домови. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва селам им рече, немој да го правите тоа. Ако се имате клањато во вашите домови и потоа вие излагате и ќе го најдите имамот, не се немат клањато уште, тогаш клањајте се со него, тоа ќе ви биде вас нафила. Значи ти сега се клањал дома и излагаш и најдуваш дека луѓе се клањаат јација, например, тогаш смееш да им се приклучиш. Не да седнеш в џамија и седиш тука, туку влагаш во џамија
и се клањаш со ним, значи, се клањаш со ним тој намаз со имамот и тоа ќе ти биде тебе како нафиле, како нафиле. Вели шејх Зейд рахимуллах, овој хадис учи ме неколку работи. Прва работа е дека намазот во џемаат е ваџиб, задолжност. Втора работа, учиме во овој хадис дека намазот, оној кој го кланял сам дома, дека му е во ред, но кога ќе дојде тој и ќе го најде џемаатот со имамот се клањаат, тогаш треба тој да се клањат, е задолжен да се поврзи со ним и со ние, значи за нафиле, со ние за нафиле. Четврта работа и последната што учиме од овој хадис, вели шејх Зейд рахимуллах, дека во овој хадис дека е задолжност да наредуваме за добро и да отстрануваме од злото. Зашто кога виде посланикот салаллаху алейхи ва селам дека тие не се клањаа со муслиманите, одма ги повика за да ги прашат што е причината за нивното отсуство од намазот. Значи, одма да ги подучит, одма да ги поправит, одма да им наредува за добро. Зашто ова е еден од знаците на овај уммет. Од знаците на овај уммет да наредуваш добро и да отстрануваш од злото. Следниот хадис, а тој од Абу Хурейра радијаллаху ан, кале, ата небија салаллаху алейхи ва саллам раджулун а'ма, فقال يا رسول الله إنه ليس لي قاعد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فليصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب رواه مسلم. Абу Хурейра радијаллаху ан кажува дека дојде еден слеп човек кај посланикот салаллаху алейхи ва селам и му рече: о Аллахов посланик, јас немам кој ме води мене за во џамија. Јас сум слеп и немам од моите блиски, од моите комши кој може да ме води за во џамија да дојдам да присуствувам во намаз, значи во џемаат. Тогаш тој човек го праша посланикот салаллаху алейхи ва селам за да го ослободит. Да го ослободит и тој да се кланјат во неговиот дом. Фарахаса залик. Тоа посланикот салаллаху алейхи ва селам му го одобри. Му го одобри да се кланјат поради што таква е неговата ситуација, да се кланјат, значи, во неговиот дом. Кога човекот заминуваше, се оддалечуваше од меджлисот каде беше посланикот салаллаху алейхи ва селам, посланикот салаллаху алейхи ва селам му се обрати уште еднош, му рече: хел тесмаун нида, дали ти го слушаш повикот, значи дали го слушаш езанот ти? Човекот одговори: да. Тогаш му рече посланикот салаллаху алейхи ва селам: тогаш одговори му. Значи на тој повик, на езанот, одговори му, значи дојди пак во џамија. Што значи и тој човек што беше во ваква ситуација, пак посланикот салаллаху алейхи ва селам рече да му одговори незано да дојде во намаз во џемаат. Што кажува дека пак шејх Зейд рахимуллах велит дека ова е доказ дека намазот во џемаат е ваџиб. Дека намазот во џемаат е ваџиб, задолжност. И ова, како што вели шејх Зейд рахимуллах тука во објаснувањето, сето ова, значи овај хадис кажува, значи, огромноста на намазот во џемаат. Значи огромноста на намазот во џемаат. Следниот хадис, а тој е Абу Хурейра радијаллаху ан, кала Расулуллах салаллаху алейхи ва селам: إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. V ovaj hadis kažu od poslanika Abu Hurajra radijallahu anhu, prenesao od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da veli: na vistina, imamot je staven za imam za da biti sleden. Koga той прави текбир и вие правите текбир тогаш. И немој да правите текбир се додека тој да заврши со неговиот текбир. Кога тој прави руку и вие правите руку. И немој да правите руку се додека тој да оди на руку. И кога вели тој семи Аллаху лимен хамида, речите вие тогаш Аллахума раббена лекел хамд. И кога оди тој на сеџде и вие одите тога и на сеџдето, не да одите на сеџде се додека тој да биде на сеџде. И ако се клања тој на нодзе, тогаш клањајте се и вие сите на нодзе. И ако се клања тој седнат, тогаш клањајте се и вие зад него сите седнати. Вели шејх Зейд рахимуллах во објаснувањето на овој хадис. Во овој хадис е поука од посланикот салаллаху алейхи ва селем за неговиот уммет како тие да го следат имамот и дека следењето на имамот во намазот е задолжност. И начинот на тоа следење е оние кои се кланат зад имамот да тие, вели шејх Зейд рахимуллах, да тие не почнуваат со нешто да прават се додека имамот со таа работа да заврши. Значи, кога тој на руку, на пример, ти не одиш, тој само што почна да оди на руку и ти одиш онма по него. Туку се тој да појде на руку додолу, тогаш ти одиш на руку. Ако се кланяш вака кајнарски, имаш проблема. Не можеш ни еден на рукан да достигнеш од столбовите на намазот. Значи, ти кога ги имаш овие хадиси, тога не ми кажува мене Малик рекол, Шафи'i рекол, Ханефи рекол, Абу Ханифа рекол, Малик рекол, не знам кој. Кога идет аргументот, над аргументот нема никој појќе. Значи, ниеден имам не можеш да го ставиш во споредба со хадисите од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Тој имамот е оправдан. Може би хадисот не му стигнал, може би овај хадис тој го гледал како слаб да е хадис и така натаму. Тебе ти е стигнат овај хадис. Ти немаш оправдање. Ти си задолжен да го следиш единствен, кој си задолжен да го следиш без ама, е Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Сите имами велат Абу Ханифа рахимуллах, Малик рахимуллах, Шафи'i рахимуллах, Ахмед рахимуллах. Кога хадисот ќе се докаже веродостоен, тој е мојот мезхеб. Значи ти остај го што су рекол ја. Гледај што е хадисот. Значи нема веродостојно пренесување од имамите на оваа вера кој вели, иако хадисот е веродостоен, земи о мојот говор. Нема, не можеш да најдеш. Ја ти вели се овие три пекамберот вели ваке. Значи ла теркa'u hatta yarka'a. Немој да правите руку се додека тој направи руку, да биде на руку целосно. Hatta yarka'a, значи се додека тој значи да заврши, значи да биде наместен на руку. Тогаш ви одите на руку. Исто, значи не правите текбир се додека значи тој не правил пред вас текбир. И на сеџде исто. И на сеџде истото. Значи истото и во руку, вели шејх Зейд рахимуллах, и во суџуд, и во седење, значи во сите работи се следи имамот и не се значи прави истовремено со него, не истовремено и не пред него. Значи не истовремено делување, забрането да се делуваат истовремено со имамот и исто во никој случај значи
пред него да не правиш ништо се така што намазот твој го уништуваш. Намазот твој го уништуваш. И затоа вели пегамберот салаллаху алейхи ва селем: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس الخمار. Вели посланикот салаллаху алейхи ва селем: а не се плаши некој од вас кога тој крева неговата глава пред главата на имамот, да Аллах да му направи нему неговата глава од магаре. Значи ова е жестока закана. И ова кажува дека ова огромен грев е за тој што делуват пред имамот, оваа закана е за него, за да му се направи неговата глава на едно магаре. И во други ривајет вели шейх Зейд рахимуллах тука, глава на еден пес, на едно куќе. Ова запалена или не? Да, Следниот хадис, а тој од Ал-Бара, أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض ثم نتبعه. متفق عليه. Al-Bara radijallahu an kažuvat: ние се кланјавме заедно со посланикот салаллаху алейхи ва селем. Значи овде кажуваат сахаби како се имаат тие клањато со посланикот салаллаху алейхи ва селем. Значи ние се треба да се прашаме, сакаме ние онака да правиме како што ни е пренесето нас од посланикот салаллаху алейхи ва селем или како велит филани дрегу илана. Значи тие се кланјаа заедно со посланикот салаллаху алейхи ва селем. И кога одеше посланикот салаллаху алейхи ва селем на руку, тогаш потоа и тие оде на руку. И кога ја креваше главата посланикот салаллаху алейхи ва селем од руку и велеше семи Аллаху лимен хамида, потоа велите Ал-Бара: лем незел қиямен хатта нараху кад вадаа ваџхаху бил ард. Ние, кога се враќавме од руку, велит Ал-Бара радијаллаху ан, се враќавме од руку, не се мрдавме од седењето во, значи после враќањето од руку, седење на қијам, се додека не видевме пекамберот салаллаху алейхи ва селем како го има неговото лице ставено на земја. Значи ова е јасно. Хатта нараху кад вадаа ваџхаху бил ард. Се додека да видевме да не го ставите, се додека не го ставит неговото лице на земја. Сумма неттебиуху, потоа го следевме. Значи после одеа сахаба и тие на сеџда. Значи после не значи ни со него заедно, ни одма, значи тој пример на пола на оден удол ти оди по него, не. Значи се чекат правилно по суннетот е, се додека имамот не го стави неговото лице на земја, ти да бидеш горе на қијам. И потоа одиш, значи, на сеџда. Ова е муттафакун алей. Муттафакун во Бухари и Муслим. Значи, како може човек, значи, да ги остави овие хадиси и да вели нема кај нас е ваке. Нема ваке рекол овија. Нигде. Како кога шейх Хамад ел-Ансари, кога имаше дебатирано со Маудуди, Маудуди еден од главите на новотарците во нашето време, кога го видеше шейх Хамад ел-Ансари како се клања тој, непосуднет, тука овие што се клањаат овде кај нас, и му има речено шейх Хамад: јас сум мислел дека ти си човек или интелектуалец. И почнуваат да му кажуваат како се вистински посуднет. Маудуди, за да го прекини шейх Хамад, му вели: јас сум ханефи. Значи
не ме критикувај, не ме пробивај, јас сум Ханефи. Тогаш шејх Хамад рахимулла му вели добро. Ти го следиш Абу Ханифа? Вели да. Ко го следил Абу Ханифа слепо? Значи ти сега следиш Абу Ханифа, а ти кажува хадис, ти вериш Абу Ханифа. Значи ти слепо го следиш него. Сега кажи ми ти мене, ко го следил Абу Ханифа слепо? Ајде кажи. Замолчил. Никаков одговор. Значи ја страшно да алими на Ханефи мезхеб овие маудуди. Значи ти кога велиш ја Ханефи, добро, Абу Ханифа, сахибул мезхеб, значи тој човек на тој мезхеб, кого следил тој слепо? Не може да рече следил овие, следил кого? Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Тогаш следио ти оној кој Абу Ханифа го следил исто. Зато вели има Малик рахимулла, на секој еден од нас му се земат зборот, му се примет и му се отфарлат, му се негират, освен на овај човек во овај гроб. И кажува со показалецот кон гробот од посланикот салаллаху алейхи ва салам. Значи кога го рекол има Малик овај говор, бил во џамијата од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. И покажа значи кон гробот на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи од секој од нас, овде зборот има Малик вели, од секој од нас му се прифаќа зборот негов и му се отфарлат, освен на човекот на овај гроб. Значи, само на Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Ти овде има работи, зборови, дела од Мухамед салаллаху алейхи ва салам, не ги оставаат, ми кажуваат некои други зборови. Ти не си задолжен да следиш никого, освен Мухамед салаллаху алейхи ва салам. И единствен човек кој е зачуван од гревови, од грешки во овај уммет е Мухамед салаллаху алейхи ва салам. Алимите прават грешки. И како што рекол еден од имамите на Селев, кои ги земат излизгувањата на алимите, се имаат луѓе што се специјалци. Ти ќе најдеш алим, еден алим во ова работа излизга, другиот во ова работа излизга, другиот во ова работа. Ти ако ги збираш само овие работи, накрај велат алимите, овие ќе стане неверник. Зашто ти бараш само оние работи кои се имат излизгано алимо, тој не го намерувал со тоа да му се спротистави на Куранот и Сунетот. Толку му дошли аргументите. Но ти го земаш тоа за да ги следиш твоите емоции и страсти, накрај тој човек алимите велат ќе се направи неверника. Зашто тој само бара што излизгувањата, од негова, другиот това. Та само маните излизгувањата. Затоа треба значи многу пазење. И овде значи јасно како се прави и вели шејх Зейд рахимахулла дека исто овај хадис е доказ дека е задолжно ваџиб, значи задолжно, не е мустахаб, посакано, ваџиб е да се следи имамот и да не се преминуват ни со зборови, ни со дела во намазот. Значи прво имамот, потоа оние кои се клањаат зад него. Потоа оние кои се клањаат зад него. Но ние ако се клањаме вака, значи овај по суннето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, тогаш не ќе биде намазот од пладне тие 4 рекати 4 минути. Зашто побргу излезат на улица и да прават муабети. Ќе биде можда 15 минути. Тогаш го гледаат тие тоа, значи многу време. А како што вели имам Ахмед рахимулла, твојот дел во исламот е толку голем колку твојот дел што е во намазот. Значи да сакаш да знаеш ти да се испиташ самиов колку имаш дел во оваа вера, гледај колку имаш дел во намазот, колку стоиш во намаз. Значи дали се тие 4 минути или поинако. Така. Ебу Саид ал-Худри
Следниот хадис, а тоа е Абу Саид ал-Худри, дека посланикот салаллаху алейхи ва саллам أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخر فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم. Ovaj hadis koji je u Sahih Muslim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem забележа кај некој од асхабите да задоцнуваат. Тогаш им рече на нив, дојдите напред, значи во првите сафови. И оние кои се зад вас, значи да дојдат исто, да се потполнат првиот саф, вториот саф и така натаму. Зошто не остануваат луѓето да задоцнуваат се додека Аллах субханаху ва таала да ги остави нима, значи да ги остави Аллах субханаху ва таала, односно да ги заостави Аллах субханаху ва таала. Значи ова исто закана, значи за задоцнувањето во намазот и седење во последните редици, значи не е нешто, значи посакано и добро, туку човекот треби, како што вели шејх Зейд рахимуллах тука во објаснувањето, треби човекот, значи, што побаргу да се брзат и да бидат во првите редови во џемаатот. Да бидат во првите редови во џемаатот. Зошто поради неговото задоцнување, многу добрини му исчезнуваат нему. Како 2 рекати тахијатул месџид и како други сунен што се пред намазот, ако е тој надвор и ојто одма во џамија, ако не ги кланјат и тие му исчезнале нему. Значи, сето тоа е во штета на човекот поради неговото задоцнување, значи, во намазот. Колку има? Или ќе застанеме тука иншала вечерва, секако не можеме цело поглавие да го завршиме, има тоше баги хадиси. Иншала идниот дет ќе го завршиме ова поглавие и ќе влеземе после во салатул марид, поглавието намазот на болниот човек. Но тоа ќе биде, значи, тек другата недела. Иншааллах. Така што ќе застанеме вечерва тука и ќе оставиме време за прашања кои имат. Хада ва салаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва салам.